Тоа е насловот на нашата денешна колумна. Можеби за тебе збунувачки, драг читателу. Оти освен за Запад, ние не знаеме за ни една друга страна, за ни една друга жива. Она северната со која не одведоа на кланица и не погребаа во преспа е мртва и мртовечка, па неа ја исклучуваме. Истокот е туѓ за нас. Оти со сите сили не поклопи Западот на западната супрематистичка ариевска цивилизација и не направи луѓе со заробен ум и душа. Некого насловот на колумнава можеби ќе го потсети по аналогија на книгата на српскиот социјалист од 19 век Светозар Марковиќ, Србија на исток. Човекот што духовно се напојувал од идеите на руските левичари во царска Русија, Чернишевски, Доброљубов, Херцен и Писарев. А се напојувал, разбирливо, и од идеите на Маркс, кој исто така, со едно толку пророчки гледал на исток кон Русија како почва на својата визија за револуција на угнетените, што и се случи со октомври 1917. Светозар Марковиќ беше во некоја рака антиципатор на политиката на неговата денешна Србија со едната нога во Западот, а со другата во Истокот. Русија како моќен магнет што ја влече неа кон себе, разочарана од лицемерниот и се уште колонијалистички систем на западниот, лаком за експлоатација на туѓи народи, либерал капитализам. Русија, насила одвоена од европскиот запад за кој копнел Петар Велики, е турната кон Азија што е сега во фокусот на овој текст како компаративен елемент. Компаративен со колонијалистичкиот, рационалистички и профитабилен запад на Европа, спореден со се уште истокот на мистична Азија, чија алхемија на незините древни архетипови е се уште жива. За тоа сведочат најдобро кинеските архетипови принципи јин и јанг, не само на биолошка, машко-женска, туку воопшто и на космичка рамнотежа, добро и зло, микро и макро, човек и космос, спој на земното и небесното, формулата на Хермес Трисмегист, која веројатно тој по патот на свилата, хипотеза, ја примил безмалку како готов производ од мистичната Кина. Кај индусите пак кинеските јин и јанг се директно преведени во космичка перспектива со нивното атман. Индивидуалното јас во основа трансцендентално како што тврди Јунг, со брахман, космичкото јас, репрезент на космичката енергија во која се реализира принципот нирвана на Буда. Доста комплицирано за западната експериментална и материјалистичка рационалистичка психа, која ги отфрли сите атрибути на божественото, драг читателу, и направи вистинска пустина од душата на нејзиниот човек. Еднодимензионалниот човек на западната либерал-капиталистичка цивилизација, како што го прецизно го дефинира него Маркузе. Човекот што ја продаде поодамна душата на Мефистофел, ѓаволот, за материјална и сензуална наслада, испразнет од мистичното, тајната на божественото во себе што ја задржа се до денес човекот на Азија, за која сега, нормално, како репер ги земаме Кина и Индија. Таму се уште го нема архетипот на апсолутно отуѓениот човек на западната либерал-капиталистичка цивилизација, кого маестрално, во само неколку крупни потези го портретира Албер Ками во својот кус, роман, есеј Странецот, во ликот на Мерсо. Ками всушност со Странецот едноставно и фасцинантно во неколку потега ја скицира сликата на апсурдот, со кој потоа се занимава експресионистите. На човекот на западната цивилизација испразнет од Бог и божественото, поаѓајќи од истата екзистенцијална и филозофска позиција. Сартр животот на таа цивилизација го дефинира ефектно in medias res како мачнотија на постоењето. Во најкуси црти тоа е сликата на либерал-капиталистичкиот Запад, чии главни представници, според кои ја препознаваме неа, се незините моќни колонијалистички нации, алчни за покорување туѓи народи и грабеж на нивните материјални, но и културни и духовни блага. Тоа е Европа на тие алчни нации, па така во таа и таквата ужасна слика не се вклопуваат нациите и народите што не се такви. Чешка, Словачка, Унгарија, Србија, Македонија, па ни големата матушка Русија, која имала и се уште има моќ за да биде таква, ама и не достига,
западен, канибалистички нагон за експлоатација и грабеж. Азија? А тука во тој контекст е и Африка, прекрасната црна душа со безброј западни рани. Во контекстот на темата на нашата денешна колумна, драг читателу, која е апсолутен контраст на западната рационалистичка и материјалистичка психа. За илустрација на тој антрополошки речиси непремослив хиатус веќе ги зедовме како компаративен пример Кина и Индија. Еден клучен парадокс тука ја објаснува таа антрополошка и филозофска разлика. Имено огромните, сега и со над милиарда жители Кина и Индија, никогаш во својата долга неколку милениумска историја на постоење не биле колонијалистички сили. Напротив, биле колонизирани и понижувани, иако тие со својот спиритуален дух тоа и не го доживеале како понижение, туку како нешто што е зададено во космичкиот распоред на нештата и ќе помине. Но не како судбински проклетилак, како што се саќа тоа на Запад, туку како нешто природно во универзалната слика на постоењето. Западната психа е етноцентрична, без космополитски елан витал, сурова, екзистенцијалистичка и како таква е по менталитет наследничка на психата на Римската империја, за разлика од азиската психа на Индија и Кина, со ум и душа во кој е вглобена големата слика на универзумот. Тоа е мозаикот во кој не само сите народи, но и секој човек, па и секој инсект, пеперуга или пчела, се рамноправно вклопени во таа источна азиска слика на сеопштото постоење. На Запад во Европа се ретки луѓето што ја имаат сватено таа драгоценост на источната екзистенцијална филозофија. Можеби тоа најубаво го сватија Јунг и Фром, кои жалат што Западот многу малку или скоро ништо не зел од Истокот. Од писателите што најмногу биле фасцинирани и гравитирале духовно и душевно, различно е духовно и душевно, кон Истокот би ги спомнал Рилке, Рудолф Кеснер и Хесе. Впрочем, во тој отворен космополитски азиски ум и душа, драг читателу, се вклопуваат и македонскиот ум и душа, различни од осаменото профитабилно его на Западот, антиримско. Македонија е Сатена Мунди, копчето на светот, куќа изградена на раскрсница меѓу Истокот и Западот, Македонија, куќа цел свет, во визијата на Рацин со космополитски дух наспроти етноцентричниот на Римската империја, чија егоистична ментална слика, одбивајќи ја македонската космополитска, ја наследи речиси по генетска линија на сличност колонијалистичка Европа. Па, имајќи го тоа предвид, имено и Светиот Дух и Духот на Исус, кои испратија Павле во Македонија за оттука да ја принеса на Европа радосната вест за сеопшта љубов. Но таа не ја применеа, освен што изгради велелепни катедрали. Но во нив не вгнезди христијанството и Бог. Според се што го направи како цивилизација таа, тој никогаш не влезе во нив. Македонија и македонците го имаат пиено уште во антиката сензибилитетот на Истокот. Александар тргнал кон него, а не кон Европскиот Запад, кој се уште се давел во варварство и бил плен на Римската империја, што држала рамнотежа меѓу културата и варварството, што било изразито сурово. Македонската душа била отворена за културолошки проткајувања со источната. Така македонската народна песна е оплодена со лиризмот на персискиот суфизам на Руми, Хафиз и другите суфистички поети. Нешто што бара посебно проучување. А тоа важи и за музиката со ориентален тонски колорит. Од Истокот, прво кај нас ни доаѓаат и тамбурата и другите жичени инструменти. Низ Македонија како фокусна точка меѓу Азија и Европа минува и славниот кинески пат на свилата. По него кај нас доаѓа и тајното злато на кинеската алхемија, која првин се проучува тука, а дури потоа оди на Запад. Доказ за тоа е дека имено во Македонија италијанскиот монах Леонардо ди Пистоја, а по заповед на фирентинскиот благородник Козмо ди Медичи, се најдени книгите на Хермес Трисмегист и потоа однесени во Фиренца, Италија. А нему потоа Европа, само да не е Македонија, му ја одредува татковината во Египет. Воопшто, источниот дух преку Македонија се прелева и на Балканот пошироко. Темата на Истокот во таа смисла го интересира и Иво Андрич во есеот Ориентот прекрасно и ужасно чудо. Чудото што преку Македонија стасува и кај западните алхемичари. Тие го бараат каменот на мудроста лапис,
кој во основа го символизира Христос. Но тој камен архетип останува само во умот на западниот херметизам. Оти е познато дека Западот само номинално го усвои Христос, но не и неговата наука за сеопштата љубов во човештвото, која пак од Македонија со апостол Павле му беше заветно препорачана нему. Се покажа дека нему му е помило паганството, кое и денес може да се види скулптурално на сводовите на неговите катедрали, и варварството, и покрај, рака на срце сјајната култура. Да, но Шекспир, кој страшно ја критикуваше западната ксенофобија, не беше моќен да го заузда европскиот запад за варварство. Тој лаком за плячкање на туѓи народи уништи дури и цели цивилизации со фасцинантни култури, како што се тоа маите, ацтеките и инките во Јужна Америка. А варварски погроми и плячкосувања направи и во божествената Африка, како и во некои азиски региони. Индија, например, ја плячкосува англосаксонците 3 столетија, а заедно со нив и португалците, и така натаму. Кога го имаме сето ова предвид, драг читателу, неизбежно е да заклучиме дека колонијалистичка Европа на незините моќни нации ја има целосно наследено етноцентричната и сурова ментална слика на римјаните. Тие неа и натаму упорно ја негуваат и кога ја маскираат со некои божем хуманистички и космополитски превези, каква што е, например, сега тоа Европската Унија. Но залудно, тие никогаш не се допреле до космополитизмот на македонската психа, кон кои имаат анимозитет. Од тука фројдовски несвесно нивниот насилнички политички декрет, нивната историска меморија на грците, чија ментална слика е исто така етноцентрична, далеку од Христовата наука на љубовта, зашто сведочи и апостол Павле во неговите посланија, советувајќи ги да се угледаат на боголюбивите македонци, со кои сакал да се пофали пред Господ. Впрочем, кај македонците по мемориска генетска линија денес избиваат на површина отворениот космополитски ум и визија наследени од античките предци. Тоа е евидентно кај Гоцевата визија за светот како поле за културен надпревар меѓу народите и кај Рацин со неговата куќа цел свет. Така стојат работите, драг читателу, но Гоцевата и Рациновата визија за космополитизам, се човечка љубов и култура на човештвото, никогаш не и се посебно допаѓале на колонизаторска Европа, а ни денес не и се допаѓаат. Напротив, таа одамна, уште од времето на незините темплари и крстоносци, го негува и го усовршува нагонот за угнетување и експлоатација на послабите. А кој значи усовршување на фашизмот како незин пронајдок? Затоа денес посебно и силно сведочи и насилничкиот идентитетски геноцид над македонците со одземање на нивното генеричко име и негово предавање со целокупната неколку милениумска културно-цивилизацијска меморија на друг грците. И тоа европско варварство под шифрата ЕУ на Вавилонската Ороспија се случи во Преспа 2018 на крајно первезен, божем, софистициран политички начин и ветување прием во Унијата во бриселскиот политбордел. Но тоа не се случи. Наместо тоа го добивме НАТО, за кој лично мислам дека е најголемата и политички најубаво софистицирана терористичка организација во светот. Незините резултати се добро познати на тој план. Од кого ќе не брани таа? Од братските руси и другите словенски браќа ли? Или од грците и бугарите, чиј геноцид кон нас што го наумиле и го спроведуваат со страшно темпо Брисел и Вашингтон, штедро го поддржуваат. А НАТО, кому на целата сиромаштија му истураме златници во джебот, е нивен? А? Што велиш, драг читателу? Туку, по сето ова најпосле дојдовме до поентата на нашата колумна со шифрираниот и сугестивен наслов Македонија на исток. А што е нашата порака со него? Да ја отклучиме шифрата. Тоа е конечно да и кажеме на бриселска Европа дека знаеме што ни се случило благодарение на неа. Идентитетски геноцид. Преспа 2018. Тоа пак е под дефиниција фашизам. А фашизмот кон македонците таа со Преспа по втор пат го демонстрира. Првиот пат тоа се случи само 3 години по Втората светска војна во 1948 година,
со англиските бомбардери полни со напалм бомби и смрт во Егејска Македонија, што ја чистеа од македонците за тогаш, а и денес не се многу поинакви. Грчките монархофашисти. За од Европа патолошки едиповски омилената Елада. Геноцидниот проект Преспа 2018 се вклопува во истиот фашистички концепт. Ние доживеавме безброј распнувања и пониженија на така наречениот европски пат кон Брисел, кон ЕУ. А тој пат, благодарение и на нашата полтронска политика од 1990-та па се до денес, и не доведе до Преспа 2018 да бидеме за подсмев европски идентитетски мртовци. Тоа е болно, страшно болно, огромна ментална болка. И пак, и сега нашата политика е наследно папагалска. Европа па Европа, Америка па Америка, Запад па Запад. Се наполнивме како идиоти со западната русофобија, па и ксенофобија како заробеници на западниот заробен ум. Се уште не сум слушнал некој наш политичар сега да ги изговори зборовите Кина и Русија во позитивна културно-цивилизацијска конотација, како нова перспектива и визија за нас по сите европски пониженија и идентитетско ништење на кое се уште не му се гледа крајот. Време е конечно кај нас за храбри политичари што ќе го изведат овој народ од калта на европските пониженија на осветлена висорамнина, за да му ја ублажат огромната ментална болка. Па, мајката, не е само Западот апсолутна цивилизацијска страна на светот. Постои покрај Запад и Исток. Покрај перверзна Европа и Америка стратегиските партнери, кои не доведоа до Преспа 2018 и бесилката наречена француска рамка, и некои други што се подготвени да не признаат под генеричкото име и да ни го вратат достоинството на оплячканиот идентитет. Тоа е БРИКС на Кина, Русија, Бразил, Индија. Ајде малку да го напуштиме типичниот за македонските политичари, полтронски, стокхолмски синдром на патолошка љубов кон својот джелат. Ајде, Македонија на исток.